Барањата за бугарско државјанство детално ќе се разгледуваат пред да бидат подпишани. Изјави за БНТ подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова. Таа одговараше на медиумските обвинувања дека властите делат државјанства без проверки, па дури и на основа на фалсификувани документи. Телевизијата открива дека на овој начин бугарски пасош добиле 114 криминалци кои се барани од страна на Интерпол. Аз имам една комисија която работи само по българското гражданство од многу добри юристи, од хора които са работили на различни нива и в Министерство на правосъдието и в същия този съвет по гражданство, докато не чуе тяхната експертиза, докато не се изясним и най-малкото съмнение, което бихме имали към съответен казус, този указ просто няма да бъде подписан. Уште во 2014 година се детектирани неправилности во работата на Државната агенција за бугарите во странство, која на барателите издавала пасоши само на основа на изјава дека се чувствуваат бугари и без документи со кои се докажува бугарското потекло. Телевизијата БНТ пренесува дека бугарското државјанство представува одличен бизнис за посредниците. Секој петок автобуси со македонци и албанци организирано пристигаат пред хотелот Рила во Софија за да поднесат барања за пасош. Од Албанија. Тука пише кој тоа Ремзи? Ремзи? Не знае бугарски. Видях този бус тука. Тие се албанци, тие плаќа пари. Тие плаща по многу пари. Те плащат, така ли? Да. На кого плащат? На менаџерите. Къде са менеджерите? Има ли тук да ми покажете някой? Къде се менаџерите? Някъде наоколу? Јас имал од Албанија менаџери, нивни менаџери. Според податоците на Бугарското министерство за правда, во последниве 15 години, вкупно 116.222 странци добиле бугарско државјанство, при што повеќе од половина, околу 60.000 лица, се македонци.